Опозицијата најави дека се враќа во пленарната сала и ќе учествува активно во поддршката на системските закони кои што се потребни за нашите реформи за ЕУ интеграциите и НАТО. Меѓутоа, денеска имаме еден нов момент. Тие го условуваат своето враќање со ставање на дневен ред на интерпелација на владата, на парламентот, на седница да се стави на дневен ред. Каков е вашиот коментар? Дали ова искрена намера да се вратат? Добре, јас прво ја поздравам одлуката на опозиција да се врати во парламентот. Така ќе имаме функционална демократија, функционален парламент и тоа е минимум нешто што граѓаните на Македонија го очекуваат. Диалогот со опозицијата навистина се движи во добар правец. Работните групи работат и голем дел од законските решенија се усогласени, ако не веќе и конечно комплетно се усогласени. Тоа значи дека очекувањата е до 17 додека извештајот за Македонија да ги донесеме законските решенија во парламентот. Председателот на собранието ми рече дека планира на 10 токму нова седница, каде што токму и овие решенија кои што се дел од пакетот 369, а се дел од севкупните реформи во Македонија и се веќе усогласени со опозицијата, би биле дел од агендата во парламентот. Во тоа име секако јас верувам дека ќе се најде време и за потребите на опозицијата, но и за реформите. Секако нивно право е да се поднесе интерпелација на владата, но истовремено мора да водиме грижа и за самите закони да се донесат до предвидениот рок, заради тоа што не би сакале на ниту една земја членка на Европската унија да им оставиме причини за изговор, за било што, заради тоа што кога веќе ги имаме усогласено законите, јасно е дека постои комплетен скоро консензус во парламентот да се донесат ваквите решенија, не треба да оставиме, а да не ги донесеме до затварање на извештајниот период, а тоа е до 17, односно еве до 16 буквално да завршиме. Веројатно претседателот на парламентот господин Талат Џафери ќе одлучи кога ќе биде поднесена иницијативата, па соодветно на тоа да ја стави и на дневен ред. Верувам дека има и деловнички рокови за ваквите работи, но мораме сите да водиме грижа секако и за правата на опозицијата, но и за потребите на Република Македонија во интеграцијскиот процес. Премиере, дали имавте средба со министерот за надворешни работи во врска со разговорите за името? Претпоставам дека сте информирани веќе. Зошто се донесе одлука за поединечно информирање на членовите на државниот врв и претпоставам опозицијата во однос на разговорите за името? Вчера проустрои една информација дека треба да имате лидерска средба на државно-политичкиот врв. Добро, ние информиравме сите учесници на политичко-државниот врв за денеска за лидерска средба во 13 часот и тоа го направивме минатата недела во среда или во четврток, знаејќи дека наближуваат великденските празници и секако не само Велики петок и Велики четврток, би било убаво секој да го резервира терминот во 13 часот во понеделник. Но веројатно и заради други агенди на дел од учесниците, од опозицијата пред се, беше побарано да овој напредок сега што е постигнат во разговорите биде споделен на билатерални средби на министрот за надворешни работи со мене, со претседателот на државата, претседателот на парламентот, шефот на опозицијата господинот Мицковски и со господинот Али Ахмети, а негде после Великден, ако можеме на 10 например да се одржи лидерската средба, пред се и како давање и насоки и сугестии пред следната рунда на разговори која што очекуваме после великденските празници. Тоа беше нивно барање, ние го прифативме, се со конечна цел сите да бидат информирани, но и заедно да ги градиме стратегиите со конечна цел решение на проблемот со името. Јас сум денеска информиран во 9 часот наутро, имав 1 саат средба со министерот Никола Димитров, ги знам сите детали и драго ми е што можам да потврдам дека има позитивен исчекор во разговорите. Секако тоа е само исчекор. Условеноста во разговорите значи дека би имало договор и за оние прашања кои што сега се исчекор, кога комплетно би се договорило се. Тоа дава можност на вистина преку еден отворен, пријателски начин, двајцата министри слободно да разговарат за секој сегмент на чувствителноста на прашањата, со конечна цел да се изнајде решение на проблемот со името. Ако некој ме праша дали сум повеќе или помалку оптимист или позитивен, јас сум повеќе позитивен и поголем оптимист после оваа средба која што Димитров имаше со Коцијас во Виена под раководство на посредникот Метју Нимиц. Например, значи спомнавте пред малку дека не би сакале предвремени парламентарни избори, но исто така медиумите спекулираат од време на време за проширување на парламентарно мнозинство. Каде се преговорите со
опозиција, со албанска опозиција во овој случај? Значи, јас разговарам со пратеници, да, дел се албански политички партии, дел се политички партии од помалку бројните други етнички заедници во Република Македонија. Се надевам дека ќе успееме да го покачиме бројот на парламентарното мнозинство. Тоа ќе даде стабилност на парламентарното мнозинство и стабилност на владените политики во време во кое што очекуваме решение на проблемот со името, во време кое очекуваме датум за почеток на преговорите, поканата од НАТО, реформски процеси кои што се движат во државата. Важно е тоа за мене да споделам со јавноста дека моја перцепција и перцепција на владата е дека не треба секогаш веднаш да се брза на парламентарни избори. Еве, не знам, ќе добиеме покана за НАТО, ќе почнеме преговори, тоа не треба да значи дека веднаш треба да се оди на избори. Вака споделената информација за бизнис секторот значи можност да планира, да на еден подолгорочен рок. Граѓаните исто така да ги планираат своите активности, сите чинители во Република Македонија, и го кажувам тоа што зависи од мене. Секако ако некој друг продуцира или направи пресија или има причини за таа работа, оставаме отворена можност, но добро е да знаат сите дека не сме за секогаш воредни парламентарни избори, туку треба Македонија да оди во циклуси на 4 години, тоа значи стабилност и тоа значи полесно предвидување за иднината која што е пред нас. Во тоа име секако и една од желбите да порасне парламентарното мнозинство е токму и таа причина. Дали сте оптимист околу растењето на парламентарното мнозинство, бидејќи веќе некои процеси и разговори ги имате почнати? Јас сум оптимист заради тоа што голем дел од пратеници и политички партии кои што не се во владеачкото мнозинство се за политиките на владата. Тоа го покажуваат преку своето гласање во парламентот, преку своите ставови. Лично јас го препознав тоа. И тоа ми е основната причина да разговарам со, еве да кажам, поделената беса, двете страни. За мене политиките на двете поделени страни се во функција или многу слични, ако не скоро исти, и со политиките на владата. Интегративните процеси, реформските процеси, економските процеси се исто така важни. ДПА со своето учество во парламентот, многу често со еден пратеник, но има два, истовремено ги поддржуваат политиките, гласат закони и решенија. Турска демократска партија исто така овде. Јас гледам амбиенти во некои други пратеници во парламентот кои што би поддржале вакви политики. За мене тоа се државни политики и прашање на наша перцепција или ставови за ваквите политики. Ако во суштина ваквите пратеници и политички партии се да ваквите политики ги поддржуваат како парламентарно мнозинство, со задоволство би склучиле коалиција и соработка заради интересите на државата. Дали сме во парламентот, бидејќи сме во парламентот, не можеме да не го прашам за законот. Јас останувам на тоа што и последно го споделив, правни тимови работат на решенија. Законот за јазици треба да го доживее светлото на денот. Од проста причина треба да видат сите преку давање во живот на овој важен закон дека ништо драматично во Македонија нема да се промени. Дека не е болка за умирање, дека со видувањето на светлото на денот на овој закон конечно легално ќе го исполниме Охридскиот рамковен договор и ќе можеме сите партиципенти да се насочиме на она што живот значи за граѓаните, а тоа економија и се. Истовремено правните тимови го барат начинот и ќе го најдат. Мора да го најдат парламентот да изврши својата функција. Парламентот по трет пат гласаше закон. И тој закон мора да дојде да живее во Република Македонија. Ваквото така наречено джебно вето, не знам какво вето, на вистина е против парламентарната демократија. И постои решение. Убеден сум дека ќе го најдат ваквото решение. Штом правните тимови ќе го споделат со мене, веднаш ќе го споделиме и со јавност. Дали ќе го разрешите директорот на Агенцијата за млади и спорт после срамот што го направи нова институција? Тоа може да се додам, бидејќи се случува во меѓуетничкиот план и порано имаше вакви, во друга влада имаше вакви случаи, ама сите поминуваа само со едно барање извинување. Дали е тоа доволно? Мислам, ништо нема да има разлика меѓу поранешната и сегашната власт. Јас сум човек кој што во суштина ги гледа секој пат работите со сите своји детали. Вчера директорот се извини, иако тој е покровител, односно подпишува налог за проект млади поети и младински политики. Тој навистина не е должен да чита се што има во материјалот, ниту па е должен да го провери целиот материјал. Јас како градоначалник имам помагано финансирање на книги. Јас и како
комерцијален директор на приватни фирми, имам помагано финансирање на книги, издавање. Не сум ги читал сите тие книги, сите детали внатре и од таа причина не сум човек кој што веднаш разрешува луѓе или слично. Директорот на Агенцијата за млади и спорт е еден добар кадар кој што покажа добри резултати, добро ја води самата институција. Денеска ќе имам состанок со него. Сакам да ги видам сите детали и од тој аспект. Токму преку него гледање и заедно ќе донесеме одлука за оваа работа, но споделувам тоа што во моментот го чувствувам. Истовремено и јас осудувам ваков вид на дискриминација, ваков вид на погани зборови испратени во јавноста. Ова не ни личи прво на тоа што сме луѓе, а после тоа не ни личи да се пишуваат вакви работи. Апсолутно институциите мора да бидат внимателни, но истовремено знаете дека многу мал дел од институциите по структура и се променети. Функционираат стари комисии, раководителите на сектори и одделенија се стари, законите се бетонирани, буквално не можете да поместите раководител на сектор без негов исказ. И тоа е тој што меѓу другото ги креира политиките внатре, зборувам за сите институции, така да веднаш не треба да се бара одговорност ако во суштина не постои и во детали таквата одговорност. Ке разговарам и одлуките по тоа прашање ќе исподелиме со јавноста. Може би уште едно прашање врзано за првото. Мисловски бараше писмени гаранции, кратка изјава, да. Писмени гаранции за спроведување на законите што ќе ги поддржат. Подготвени сте да дадете таква писмена гаранција? Јас некаде го прочитав тоа. Не знам што се мисли на такви писмени гаранции. Писмените гаранции се пред се опозицијата да биде доволен контролен механизам и да ја врши својата уставна улога дека законите ќе се спроведуваат во Македонија. Јас како прв во извршната власт, премиер на Република Македонија, со огромна желба ќе бидам посветен за комплетно имплементирање на законските решенија и од реформскиот процес и севкупните закони во Република Македонија, но се надевам дека и сите институции кои што ќе бидат задолжени за имплементирање на ваквите закони ќе бидат целосно посветени и конечно се надевам дека и менталниот склоп ние во Македонија ќе го промениме за да покажеме резултат. Законите, гледате, ќе бидат добри, усогласени се по пат на диалог, што е вредно и за поздравување и тоа е супер. Но мора и главите малку да ги промениме. Мора менталниот склоп сите да се бидеме поодговорни, попосветени на имплементирањето и речениците, членовите во законот имат и своја душа. Мора таа душа буквално да ја реализира. Ви благодарам.